На 14 ноември по нов стил или на 1 ноември по стар стил, Светата Црква Божја го празнува споменот на светите чудотворци и безсребреници Козмо и Дамјан. Имено, накратко да појасниме за подвигот на безсребреништвото. Имено, Светата Црква Божја верува дека секој човек пред се даровите или талантите во животот ги прима од Бога и потоа зависи од неговиот труд дали тие таланти ќе ги усоврши, па така сите дарови, и дарот на учителство, и дарот на лекарство, и дарот на свештенство се дарови кои, како што ни зборува и апостол Павле во посланијата, се примени од Бога. Светите Козма и Дамјан потекнувале некаде од Мала Азија, значи овие што ги празнуваме на 14 ноември, бидејќи во годината има неколку празници на различни личности кои исто се совпаѓаат со истото име на Свети Козма и Дамјан. Кога зборуваме за овој празник на 14 ноември, зборуваме за Свети Козма и Дамјан кои потекнувале некаде од пределите на Мала Азија, од татко незнабожец и мајка христијанка, бидејќи во првите векови на христијанството често пати во брак стапувале незнабожци заедно со христијани. И така таткото на светите браќа Козма и Дамјан се упокоил и нивната мајка ги воспитала грижливо во христијански, во благочестив дух и ги израснала како вистински христијани, како подвижници, како молитвеници, кои притоа го изучиле и лекарскиот занает. Таа дарба што имале кон лекарство, ја усовршиле, ја изучиле и бесплатно ги лекувале луѓето според заповедта на Христа Господа во Евангелието: бесплатно добивте, бесплатно давајте. Всушност и во нивниот тропар, кој што е најкратка црковна песна која пееме на празниците, црковна стихира, пееме свети чудотворци, безсребреници Козмо и Дамјан, бесплатно добивте, бесплатно дајте ни, односно дајте ни ги даровите што од Бога ги добивте. И така лекувале многу луѓе бесплатно и во една ситуација светиот Дамјан исцелил една жена по име Паладија, од која што примил на дар 3 јајца. И токму поради тоа Свети Козма се налутил и се разделил од него, заради тоа што не можел да прифати дури неговиот брат ни таков подарок да прими. Затоа што нивниот подвиг на служење бил таков што не прифаќале никаков подарок за она што го извршувале и се разделиле, иако Свети Дамјан не бил виновен. Тие 3 јајца што ги примил на дар, ги примил не поради сребролюбие, туку заради тоа што жената која ја исцелил го заколнала во Света Тројца да ги прими тие како дар тие 3 јајца. Подоцна, значи, двајцата светители, иако биле разделени, по Божје откровение, двајцата заедно биле погребани во Ферман, во местото Ферман, во Мала Азија, и останале големи молитвеници, подвижници и лекари дури по смртта. Забележано е едно чудо по смртта, кога еден човек кој што тешко спиел и на кого му се вовлекло змија во устата, кој можел да почине, после молитвеното призивање на светите браќа Козма и Дамјан се ослободило дваката неволја која го нашла и многу чуда и исцеленија се случуваа по нивните молитви, бидејќи ние православните христијани веруваме дека светителите се и по смртта живи со својата душа и стојат пред престолот на Бога и се молат за нас, се застапуваа за нас, па така нивното застапништво и нивниот подвиг на бесплатно лекување која што траеше во текот на нивниот земен живот, продолжува и по нивното преселување во неминливото Царство Христово. Нека човеколюбивиот Бог Тројца, Отецот, Синот и Светиот Дух ги прими молитвите на овие свети, безсребреници, чудотворци и лекари во својот небесен и духовен жртвеник. Нека ни ја испрати нам благодатта своја, нека ни даде исцеление од духовните и телесните страсти и болести и нека не укрепува во животот. Нека им е честите на сите оние православни христијани кои светите Козма и Дамјан ги празнуваа како домашна слава. Нека им е честит празникот и за многу години.